Тројца министри и еден заменик министер на 4 земји членки на Европската унија денеска во Скопје испратија заедничка порака дека земјава треба што е можно поскоро веќе во март да добие одлука за старт на пристапни преговори. Шефовите на дипломатиите на Полска, Летонија, Литванија и вториот човек во естонското МНР, чии земји се дел од така наречената група пријатели на проширување, 2 дена по објавувањето на извештајот и обновената препорака на комисијата до земјите членки дека Македонија треба да почне преговори, повторија дека ќе притискаат на предстојниот состанок во Брисел. To show the support for the beginning of the accession talks. Овде сме за да ја покажеме поддршката за почеток на преговори со Унијата за кои се надеваме дека ќе почнат веќе во март. Тогаш ќе се одржи министерскиот состанок и мојата земја ќе турка за позитивна одлука. We hope that the EU will soon decide to... Се надевам дека ЕУ наскоро ќе реши да отвори преговори за членство со Северна Македонија и Албанија. Сметаме дека Унијата им должи новие земји одлука да ги прими. Тоа е долг кон општеството, кон граѓаните. Не сме дојдени само за да ве поддржиме и да покажеме солидарност, туку и да порачаме дека можете да сметате на нас и во иднина, зашто со долги години ве сметаме за дел од евроатлантското семејство. И тоа треба да биде не само де факто, туку и де јуре. Извештајот на комисијата потврди дека Македонија испорача, сега наред е Унијата, изјави Димитров. Една јасна, недвосмислена, опиплива, одржлива одлука за пристапни преговори. Впечатокот е дека Париз можеби попушта во тврдиот став. Франција ќе донесе својата одлука за Северна Македонија и Албанија врз основа на проценката на Европската комисија за спроведените реформи. Беше одговорот на државната секретарка за европски прашања Амели де Моншалан даден пред објавувањето на извештајот, откако доби пратеничко прашање каква е позицијата на Франција за отворање на преговорите на Европската унија со овие две земји. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.